Ние се продолжуваме веднаш со останатите содржини во утринската Добро утро секој утро. Веќе го имаме и првиот гостин со мојата колешка Оливера, кардиологот Славољуб Ивановски. Му посакуваме ова утро добре дојде. Ви благодарам што сте овде и што со нас ќе споделите многу информации, многу совети до сите наши гледачи. Како сте ова утро? Добро утро. Одлично. Поздрав до вашите гледачи. Така е, пред да започнете и пред да ве оставам јас да си започнете со денешната тема која што сте одбрале заедно со Оливера, би сакале нешто да ве послужиме, имаме кафе, чајче. Смееме ли да пиеме кафе, докторе? Па може кафе, да, со умерена доза сега, особено во летните периоди, поради тоа што може да предизвика дехидратација, тахикардија, за кој што ќе позборуваме малце во текот на затоа и прашам, дали е здраво да се пие кафе, посебно наутро, или едно-две не е страшно? Па сега, кафето, да, има ставови каде што вела дека може да се пијат по 2 до 3 кафења на ден, кои што дури делуваат и стимулативно и добро на организмот, но не треба да има злоупотреба на премногу пиење, на 6-8 кафења, како што некои луѓе. За како кафенце ќе се одлучите ова утро, вие, докторе? Па јас би пиел вода. Сепак? Да, може чај, Ајде, чајче ќе подготвам. Да. Уште еднаш добро утро, имаме навистина многу важна тема во пресред на летната сезона, топлите температури. Како и дали топлите температури, жештините кои што ќе ни следуваат следните месеци, влијаат врз срцето и здравието на истото? Па да, топлите температури и топлината општо е, да кажеме, во летните периоди каде што температурата е многу висока надвор, предизвикува еден стрес на телото кој што може да ги поремети тие хомеостази, односно тој нормална работа на телото и многу често знае да предизвика одредени проблеми, особено кај луѓето, односно пациентите со кардиоваскуларни заболувања. Едно од кардиоваскуларните заболувања кој што е можеби најчеста, нели, вака кај популацијата е хипертензијата, покачениот крвен притисок. Кај ваквите пациенти може да доведе до осцилации на самиот притисок, односно оној притисок кој што го имале тие во претходниот период од годината, може да дојде до покачување на нивниот крвен притисок. Под влијание на топлото време? Па да, под влијание на топлото време. Може да има осцилации, вечерни осцилации, да се качува притисокот навечер или наутро, но исто така многу почести се и падот на притисокот, бидејќи топлината... Затоа што топлото има позабрзана циркулација? Да, значи телото бара да се олади. Крвта не само што учествува во дистрибуција на кислород и хранливи материи, хормони и сите останати други продукти, таа и како разладна течност за самото тело и во топлите денови телото ја распределува крвта повеќе кон периферијата со цел да се лади и во таквите состојби, во таа состојба да кажеме, кога е редистрибуирана крвта, притисокот знае да падне, а да се покачи пулсот. Така да, пулс. Да. Така да кај треба редовно да се мерат овие параметри, притисок, пулс. Да, значи сите пациенти кои што имаат проблеми со притисокот, да кажеме, во летните периоди треба почесто да прават малце контрола на крвниот притисок, утрински, попладневен, вечерен, со тоа што да не ја сами регулираат терапијата, односно да направат консултација со доктор, со кардиолог, доколку приметат дека има отстапување, како што рековме, ако притисокот паѓа во текот на денот, да не ја прекинуваат терапијата или да прават некои работи на сопствена одговорност, туку во консултација со доктор да се одреди дали треба да се преполови дозата или да се направи некоја промена на терапијата и како најважен момент е да се хидрираат, да пијат доволно течности и тоа да го прават. Да, со висока хипертензија смее да внесува многу течности? Да, смее, збориме сега многу. Тоа е одредено количество, да кажеме 2 литри на ден, со тоа што тоа треба да биде распределено во текот на целиот ден, значи не да кажеме, да, наеднаш или само во вечерните часови, односно да биде тоа на некои си 2 часа по чаша вода или на голтка 2 на секој час,
со тоа што ќе се постигне таа хидратација и телото да не да кажеме дојде до дехидратација, која што пак како таква една ќе предизвика и ред други компликации, не само кај луѓето со хипертензија, тука вреди да ги спомнеме и од кардиолошки аспект, пациентите со атриална фибрилација, аритмија, така позната. Има многу и млади со аритми. Да, срцевата слабост. Сега, млади со аритми може би има, но тука кај младите, да кажеме, е позастапена на суправентрикуларна тахикардија, каде што тоа е состојба каде што срцето легува еден забрзан ритам со голема фреквенција од, да кажеме, над 180 удари во минута и може да предизвика таа состојба нелагодност во градите, подкашлување, вртоглавици, дури до губење на свест. И овие пациенти, веројатно, кои што веќе тоа го искусиле, знаат дека се потребно да се прават одредени вежби, односно валсалва маневри, за да тоа се прекине. Но оваа состојба со телото не е, мислам, со топлото не е толку поврзана. Да, не е толку поврзана, повеќе е со можеби во летните периоди злоупотреба на некои, да кажеме, кофеински препарати, никотински и такви работи кои што може да го влошат дополнително со дехидратацијата што ја носи топлото време. Да бидеме предпазливи. Да. Која храна, што ќе ја препорачаме, нели, на здрав начин на живот во ова топло време за сите овие кардиоваскуларни заболувања? Во однос на храната, веќе знаеме, значи се препорачува мали оброци, лесна свежа храна со повеќе зеленчук, која што е распределена во повеќе оброци, значи тоа да бидат 3-4 помали оброци. Особено за луѓето кои што се јаде полесно. Да, особено за луѓето кои што имаат, да кажеме, срцева слабост, една состојба каде што нели срцето е слабо, кое што не испумпува доволно крв и секојдневните обврски кај тие пациенти представуваат како напор за здрав човек, како да трчаат, како да се под тежок физички напор. Кај овие пациенти особено треба да се балансира самата хидратација, оброците да бидат со помалку сол, во консултација со кардиолог за нивната диуретска терапија, односно терапијата за мокрење, дали треба да се зголеми, да се намали, значи внесот на течности да биде кај нив за разлика од другите пациенти кои што можат да внесуваат 2-3 повеќе литри на вода. Кај овие пациенти тоа е персонализирано, кај секој човек се одредува одредена доза и при тоа овие пациенти со срцева слабост мора да внимаваат и на мокрењето, односно колку мократ во текот на денот, дали е тоа колку е оптимално? Да, нема оптимално, него треба да биде во однос на во зависност од внесот, бидејќи со дехидратацијата во летото може да дојде до затајување на мокрењето. Добро, се isfrла дел од течности преку потање. Да. И затоа треба да овде менаџментот на течности малку да биде поголем за разлика од кај другите пациенти кои што немаат, да кажеме, срцева слабост. А што најчесто добивате како прашања од вашите пациенти кога се кардиоваскуларните заболувања, топлото време и овој период? Па најчести прашања не би можел сега да кажам, можеби е поврзано со летото во однос на нивните патувања. Сега, нели, луѓето со разни кардиоваскуларни заболувања, да кажеме како што спомнавме, срцевата слабост, длабоката венска тромбоза, одредени, да кажеме, коронарни заболувања, знаат да прашаат пациентите, докторе, со мојата диагноза, дали е тоа стент, дали е срцева слабост или длабока венска тромбоза, дали можам да патувам во текот на летото, и обично сега нели тоа е некоја подолга дестинација, до некоја малку подалечна земја, каде што патувањето е, да кажеме, 12-24 часа со автобус или слично. Така да овде треба се направи консултација со докторот за дали може да патуваат на таква долга дестинација со нивната диагноза. Тука, например, би ја спомнал особено длабоката венска тромбоза како кардиоваскуларно заболување и ризикот од неа. Кај овие пациенти треба да се направи добра
проценка за долго патување, бидејќи долгото седење со спуштени нозе и со, да кажеме, неактивност и доколку нема паузи, треба да се биде внимателен. Можеби треба да се вклучи дополнителна профилактична терапија кај овие пациенти и треба да се испланираат добро овие патувања кај, да кажеме, овие пациенти, дали како да, особено сега, како што ја спомнавме, диуретската терапија, многу од пациентите знаат да ја скокнат, бидејќи еве ќе патувам или ќе шетам негде, па ќе ја скокнам, денес не ја пијам, бидејќи ме тера на мокрење, а за да не, за да не морам да го тоа менаџирам, да бидам послободен, знаат да ја скокнат, но потоа тоа прави задршка на течности и прави одредени компликации, кои што може да бидат со болничко лекување. Летото и летната сезона, јас би сакала да прашам колку топлите денови и жешкото време влијаат дополнително на отежнувањето на состојбата на овие лица кои што се соочуваат со ваквите кардиоваскуларни заболувања и кои се вашите препораки токму за сите наши засегнати граѓани на оваа тема кои што ќе го погледнат ова ваше излагање? Кои се најчестите совети и препораки? Ете, можеби во склоп на оние препораки од Институтот за јавно здравје во текот на денот во оние часови кога имаме највисоки температури? Па да, во однос на температурите во текот на денот, како што спомнавте, треба се избегнува, значи, излегување надвор во најтоплите часови, односно тука 11 часот до 16 часот. Значи, да се избегнува да се носат полесна облека, светла облека, да се заштити главата со капче или со чадор за сонце, да се носи вода со себе, значи да се хидрираат, како што спомнавме предходно, тоа да не биде кога ќе почувствуваат жед, туку постојано да се внесува одредена мала количина на вода. Голтка по голтка. Да, голтка по голтка. Ме интересира дали како нација, како општество сме дисциплинирани. Дали чекаме нешто да ни се случи па доаѓаме на некој преглед и некои испитувања или треба да го правиме тоа еднаш годишно, да провериме докаде ни е нели здравјето на срцето и крвните садови? Па сега, како нација, во суштина голем процент се недисциплинирани самите луѓе, не водат сметка, иако има и такви кои што се доста упатени за своето здравје. Принципиелни. Да, принципиелни. Треба да се води сметка, особено кај повозрастните луѓе, да кажеме оние во средни години, кои што се негде 50 и 60 години веќе. Многу од нив знаат да кажат немам проблеми со здравјето, а при тоа не направиле никаков медицински преглед, не направиле кардиолошки преглед и овде се чека да дојде до одреден проблем кој што ќе ја влоши состојбата многу и потоа имаме одредени компликации кои што ја отежнуваат состојбата, доколку тоа го направиле предходно, состојбите би биле многу подобри по нивното здравје. Многу брзо движи медицината напред, науката исто така. Колку македонскиот здравствен систем е во тек со сите новини конкретно за кардиоваскуларните заболувања и може да понуди здравствена заштита на овие пациенти? Или конкретно еве вашиот центар Систина? Па општо и нашата држава во поглед на кардиоваскуларните заболувања и кардиоваскуларниот третман, мислам дека е на доста добро ниво, иако може нели да се подобрува. Самата клиничка болница Аџибадем Систина располага со доста врвни апарати и методи на третман на кардиоваскуларните заболувања. Така да мислам дека тука во поглед на ова не заостануваме многу во европски рамки. Некои минимални подобрувања ни треба, да кажеме, или некои одредени најнови методи кои што ни недостасуваат, но тоа не е нешто кое што не можеме да ги третираме и овие болни, само да кажеме во некои сфери нуди малку помодерен третман, но сепак за сите овие заболувања кои што ги спомнавме предходно, како миокардниот инфаркт, срцевата слабост, атриална фибрилација и останати други заболувања од кардиоваскуларните заболувања, како држава и како центар имаме високо ниво на спремност и третман на овие заболувања. Бројки, некоја статистика, како се движат бројките на заболени од кардиоваскуларни болести во однос на другите земји од Европа, не подалеку? Па не,
Немам сега конкретен податок на оваа тема. Не дали е застрашувачка бројката и сакам да апелираме да се прегледува, да не дојде до раст на таа бројка на заболување. Да, кардиоваскуларните општо е познато, нели, тоа можеме да спомнеме дека се водечка патологија во медицината, значи најдоминантни се ако ги гледаме со другите заболувања. Пациентите секако и сите оние кои што се чувствуваат добро, кои што немаат одредени проблеми, ако најмали промени во нивниот притисок приметат, да него тоа занемаруваат како дека е моментална ситуација, туку да консултираат доктор, ќе добијат веројатно препорака за следење, водење дневник на нивниот притисок, ако приметат срцебиење, аритмија или такви работи, исто така да се јават на доктор. Во летните периоди, ако се појави намалено мокрење, ако се појави отоци на нозите кои што не се толку поврзани со топлото време, односно се појавуваат и покрај, да кажеме, елевација на нозете, одмарање и сето тоа бара медицински, да кажеме, третман. Да се надеваме дека ќе има многу малку случаи на заболувања и благодарам за сите препораки што ги дадовме до нашите гледачи. Се надевам и јас, пациентите и луѓето нека се хидрираат во текот на летниот период и мислам дека ќе биде добро доколку се консултираат со доктор при секоја нивна промена. Ви благодарам и јас, докторе, ви благодарам за сите корисни совети. Се надевам повторно ќе ве имаме во студиото, бидејќи овие теми на вистина ги засегаат сите наши гледачи.